Здраво, деца! Стигнавме до средината на нашиот онлайн камп. Вчера научивме една голема вистина, дека Бог не сака. Се прашувам, колку добро го научивте стихот од Библијата? Здраво, деца! Добре дојдовте на третиот ден од кампот. Денес си излегов крај реката малку да ловам. Многу сакам да ловам риби. Но засега ќе оставам трската настрана па да видиме што ќе фатиме подоцна. Се прашувам, ако ја земам мојата кутија со разни работи за риболов, можеш ли да ми кажеш што има внатре? Се разбира дека не можеш. Треба да ја отворам и да ви покажем што има. Конец, пловки, ножици за подготовка на јадицата за риболов. И тоа ви е слично како Божиот збор Библијата. Мора да ја отвориш за да ги видиш Божите вистини кои се внатре. А тоа ќе го направиме денес. Пак ќе отвориме Библијата за да дознаеме за вистините внатре. Еј, чекај, мислам дека се фати нешто. Почекај. Еј, види риба. Види што пишува. Библијата ни кажува каков е Бог. Одвај чекам да му ја покажам на ловецот на вистини за да види што уловив. Каков убав улов. Да го викнам ловецот на вистини и да му покажам. Ловецу, види што фатив денес. Подготвен ли си да уловиш нови вистини за Бог? О, да, си ја сакам работата. Многу е возбудлива. Добро де, ајде смири се малку. Досега добро си ја вршиш работата. Едвај чекам. Како ќе ловиме вистини денес? За тоа ќе ми треба вашата помош. Имате ли стапче или нешто што наликува за трска за риболов, како што ви покажа вчера? Не грижи се, ако немаш ништо, можеш и да се преправаш. Прво, ајде на брзина да повежбаме. Преправај се дека ја зафрлаш трската кон водата. И кога ќе фатиш риба, подај ми ја мене. Ете така. Но пред да продолжиме, ајде да побараме од Бог да ни помогне денес додека се дружиме. Ајде да се молиме. Мили Боже, Ти благодарам за секое дете кое ни се придружи денес. Ти благодарам што ни го даде Твоето Слово, Библијата, за да можеме да се поучуваме од неа. Во името на Исус. Амин. Бог имаше задача за Јона. Тој му рече: Оди во Ниневија, големиот град, и кажи им дека знам за сите лоши работи кои ги прават. Предупреди ги дека ќе ги казнам за сите тие лоши работи. О, не, помисли Јона. Тој не сакаше да го направи тоа. Луѓето од Ниневија беа негови непријатели и тој веројатно помисли дека и заслужуваат да бидат казнети. Побрза во спротивен правец и се качи на брод кој испловуваше за Шпанија. Плати за превозот и слезе во длабочината на бродот. Се обидуваше да отиде што подалеку од Бог. Колку глупаво. Добро, подгответе ги трските и да ја фатиме првата чудесна вистина за Бог. Ајде, фрлај. Одлично. Браво. Сега, испружи ја раката и преправај се дека ми ја даваш рибата. Супер. Види што пишува. Пишува насекаде. Библијата ни кажува каков е Бог. Бог е насекаде. Истовремено. Не можеме да го видиме, но знаеме дека е тука. Тоа значи дека Бог е со мене тука и со тебе дома и на многу други места по светот исто така. Здравейте, аз съм Мария, Бог е навсякъде. Mátyás vagyok Vajdaságban. Élek Isten mindenütt jelen van. Здраво! Я съм Матея. Я съм Лена. Ми сме из Сърбия и Бог е свugde. Γεια σας. Με λένε Σοφή και είμαι από την Ελλάδα. Ο Θεός είναι παντού. Я съм Ана, а Бог е в Македония. Ако Бог е насекаде, можеше ли Јона да се скрие? Не, тоа не беше добар план. Ловецу на вистини. Да се преправаме дека сме на бродот со Јона.
Можеш ли да даваш заповеди за играта доаѓа капетанот, а ние да правиме како што ќе кажеш? Да. Чисти ја палубата. Бргу, на колена и стругај. Чамци за спасување. Седни, долу, веслај. Качи се по скалата. Ајде, клачувај се на место. Доаѓа капетанот. Застани мирно, поздрави и кажи здраво, капетане. Бргу, седни и држи се. Во Библијата пишува дека Бог испрати на морето големи бранови. Беше страшно. Држи се за стомак како да се повраќа. Морнарите мислеа дека бродот ќе потоне. Се преплашија. Ама каде беше Јона? Долу во бродот и спиеше. Капетанот го затресе и му се развика. Што правиш бе, спанко? Станувај, моли го твојот Бог. Може би тој ќе не спаси. Подготвија трската. Фрлај. Што фати овој пат? Ајде да видиме. Што значи ова? Ајде да прочитаме во Исаја 45 глава стих 5. Јас сум Господ, вели тука, и нема друг. Нема Бог, освен мене. Бог вели дека има само еден вистински Бог. Веруваш ли во единствениот вистински Бог за кој читаме во Библијата? Јона веруваше, и кога им кажа на морнарите зошто е на бродот, тие сфатија дека тој е виновен за сета мака. Не можеа да најдат решение. Јона им кажа да го фрлат во морето. 1, 2, 3. И веднаш морето се смири. Морнарите помислија, па може би Богот на Јона е вистинскиот. И таман Јона помисли дека е готово, дека ќе се удави, Бог направи нешто чудесно. Тој испрати голема риба што го голтна Јона во еден залак. Само замисли како било да се лизгаш во стомакот на рибата. А смрдеата беше темно, лигаво и смрдливо. Таму, во мракот, цели 3 дена, Јона имаше време да размислува. Многу му беше жал. Знаеше дека е оплескал, па почна да му зборува на Бог од стомакот на рибата. Подготвија трската да ја фрлиме, за да ја фатиме следната вистина. Браво, стануваш се подобар во ова. Ајде, подај ми ја рибата. Благодарам. Бог контролира се. Ловецу на вистини. Бог ја направи бурата, па го смири морето, испрати голема риба точно на време. Леле, Бог е толку велик, може да прави се. Така е. Бог направил се и тој контролира се. Понекогаш тој дозволува да се случат лоши нешта, а ние не разбираме зошто. Но можеме да знаеме дека Бог е велик и моќен и тој секогаш контролира се. Јона ја научи лекцијата. Не можеше да побегне од Бог, бидејќи, ајде кажи со мене, Бог е насекаде, има еден Бог, тој контролира се. Знам, ајде да пееме за тој чудесен Бог. Стани, растреси се, диши длабоко, спреми се да пееш убаво и обиди се да ги препознаеш вистините за Бог во песната.
Одлично пеевте. Ама Јона, тој е се уште во смрдливата риба. Што се случува? Жив ли е? О, да. Тој му благодареше на Бог што му покажал милост и го избавил, иако не го заслужил тоа. Тогаш Бог и заповедал на рибата да го исплука Јона, лигав и смрдлив. Бог пак му рекол, оди во Ниневија. А сега Јона одговорил, да. Ако си поверувал во Исус како во свој спасител, слушај што ти вели Бог. Додека ја читаш Библијата, биди му послушен и кажи им на другите колку е чудесен Бог. И така, Јона веднаш замина за Ниневија и на сите им ја пренесе Божјата порака. Тој ги предупреди дека Бог знае за сите лоши работи кои ги прават и ако не се покајат, Бог ќе ги казни. Да ги подготвиме трските и да ја уловиме следната важна вистина за Бог. Ја фати? Супер, ајде, подај ми ја пак. Што пишува? Свет? Свет? Што значи тоа? Од Библијата дознаваме дека Бог е 100% чист, добар и праведен. Затоа Бог мрази кога правиме погрешни нешта како луѓето во Ниневија. Библијата исто така вели дека сите ние сме сгрешиле против Бог. Може би не го сакаш Бог. Може би го користиш неговото име како пцост. Може би си себичен, груб. Бог не може да замиже на тие нешта, ниту денес, ниту во Ниневија. Но дали луѓето ќе го послушаат Јона? Тој им пренесуваше многу сериозна порака. Тие внимателно го изслушаа и поверуваа на тоа што им го кажа Бог преку Јона. Сфатија колку многу се грешни и на вистина им беше жал. Дури и царот на Ниневија ја соблече царската облека, се облече во партали и седна во прашината со другите луѓе. На вистина се чувствуваа лошо заради гревот. Како се чувствуваш ти заради твојот грев? Сваќаш ли дека Бог го мрази и ти заслужуваш казна што си им непослушен на неговите правила? Дали ти е жал и сакаш Бог да ти прости? Бог виде колку им беше жал на тие во Ниневија. Тој знае се и знаеше дека навистина го мислат тоа. Се свртија од лошите нешта кои ги правеа и се свртија кон Бог за простување. Спремна ли ти е трската? Фати ли друга риба за мене? Супер, види. Библијата вели дека Бог е љубов. Затоа го прати Јона во Ниневија. Бог ги сакаше, а те сака и тебе, иако си грешил против него. Веќе го учиш стихот од Библијата, Јован 3:16. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. Бог го даде својот единствен син, Господ Исус, да биде казнет наместо грешниците. Бог мораше да го казни гревот, бидејќи, како што учевме денес, тој е свет. Но бидејќи ги сака грешниците, тој го казни својот син, Исус, наместо нив. Бог мора многу да ги сака грешниците, за да е подготвен да го испрати својот син да умре на нивно место. Спреми ја трската за да фатиш уште една вистина. Благодарам. Погледни. Простува. Чудесно е колку работи научивме денес за Бог. Кажи ги зборовите заедно со мене додека се појавуваат на екранот. Што научивме за Бог? Тој е насекаде. Има само еден Бог. Тој контролира се. Тој е свет. Тој е љубов и тој простува. Леле, Бог ги сакал лошите луѓе во Ниневија и им простил? Да, тоа беше како сите грешни работи што ги направиле да биле избришани. Тоа значи да ти биде простено. Бог не се менува. И ако ти е жал за гревот, Бог денес може да ти прости и тебе. Господ Исус е денес жив и те слуша кога му зборуваш. Слушни што пишува во Библијата, во Псалм 86, во 5 стих. Зашто ти, Господи, си добар и подготвен да простиш. Зошто не му се обратиш сега? Кажи му на Бог дека ти е жал што грешиш и верувај дека ќе ти прости. Ајде да одиме и да научиме нешто повеќе од нашиот стих за учење на памет. Се прашувам. Дали слотото што го гледаме може да ме издржи?
Прилично е здраво и стабилно, па мислам и верувам дека без проблем ќе ме издржи. Имам само еден начин да проверам, а тоа е да седнам врз него. Еј, така е, кога седнав, столчето ме издржа. Така е, како што верував дека ќе биде. Верував дека столчето ќе го направи тоа што треба да го направи. И Библијата ни вели дека ти и јас треба да веруваме. Се разбира, не во столчето, туку во неа, во Библијата. Да видиме што ни вели таа за Евангелието по Јован, глава 3, стих 16. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине. Како што забележувате, овде имаме неколку нови важни зборови. Но пред да ги разгледаме, да ги повториме оние од преходните 2 дена. Се сеќавате, треба да станете на нозе, застанете и да покажуваме заедно со рацете. Одиме. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. Одлично. Прекрасни сте, деца. Сега можеме да седнеме, да го кажеме делот што следува. Заедно. Да секој што верува во него да не загине. Прекрасно. Ајде уште еднаш. Да секој што верува во него да не загине. Супер. Во оваа куса реченица можеме да забележиме неколку чудни зборови. Да веруваш. Значи да имаш доверба во некого или во нешто. Јас верувам дека столицата ќе ме издржи, но не беше доволно само да кажам дека верувам. Требаше и да го докажам тоа, така што ќе се осмелам да седнам врз неа. Со тоа што седнав докажав дека имам доверба во издржливоста на столицата. Што е со тебе? Дали ти веруваш дека Исус навистина ја зида казната за твоите гревови кога умре на крстот и повторно се врати во живот? Веруваш ли дека Исус ќе ти прости за гревовите кога ќе ја одвратиш од нив? Ќе му кажеш ли извини? Ќе го замолиш ли да ти помогне да тргнеш по правилниот пат? Библијата вели дека постои само еден пат за наше спасение од казната. Ајде пак да окажеме следниот дел од стихот, но овој пат покажувајќи со раце. Ајде, како одеше? Да секој што верува во него да не загине. Што мислите? Ќе можете ли ова да го направите заедно со мене? Јас мислам дека можете. Епа ајде, да секој што верува во него да не загине. Одлично. Загине. Интересен збор. Што значи да загине? Се сеќавате тоа е нешто што за малку ќе му се случеше на Јона и на луѓето од Ниневија, од нашата лекција. Тие беа во опасност да бидат казнети од Бог затоа што беа грешни и одеа против Бог. Библијата вели дека секој од нас е во опасност да биде казнат за своите гревови. Казната за гревот е секој од нас да загине. Тоа е многу сериозна работа. Ајде да го повториме стихот марширајќи во место. Ајде. Да секој што верува во него да не загине. Тоа беше брзо. Можете ли да ме стигнете? Ајде уште еднаш. Да секој што верува во него да не загине. Прекрасно, деца, одлични сте. Но никој не сака да загине. Никој не ужива во казната што му е дадена на училиште или дома. Но Библијата вели дека Божјата казна е многу посериозна. Таа значи да бидеш одвоен од Бог и дека ти и јас заслужуваме да бидеме одвоени од Бог за секогаш. Постои само еден начин да бидеме спасени од казната за нашиот грев. Кој е тој единствен начин? Тоа е зборот кој го научивме во нашиот стих денеска. Се сеќавате? Да, тоа е зборот верува. Библијата вели дека треба да веруваме дека Господ Исус умер за нас и пак оживеа. Тоа е единствениот начин да не бидеме одвоени од Бог за секогаш. Ајде сега да видиме дали можеме сето ова да го оставиме во нашиот стих за денес.
Одиме. Во Библијата, во Јован, 3 глава, 16 стих, пишува: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не загине. Прекрасно. Браво, деца. Сега одиме со песна. Ме интересира дали можете да најдете некој збор од нашиот стих и во песната. Бог е чудесен. Никогаш нема да знаеме се за Бог, бидејќи е чудесен и величествен. Но тој сака да дознаваш за него се повеќе и повеќе. Се надевам дека сите сакате да научите повеќе за Бог. Еј, денес научивме многу прекрасни вистини за Бог. Ке ми пукне главата. Но каде можат децата да научат повеќе за Бог? Па, од читање на Божјото Слово. Исто така, ако сакаш, можеш да отидеш на нашата веб страна, во ресурсите, и таму ќе најдеш повеќе работи за Бог. Погледни на екранот, за да видиш како можеш да отидеш на нашата страница и да најдеш работи кои ќе ти помогнат да научиш многу работи за Бог. Не заборавај да не посетиш на нашата веб страна, за да ја симнеш денешната рачна работа. Таму се сите упатства што ти се потребни. И додека боиш, размислувај за чудесниот Бог за кој зборувавме денес. Може би сакаш да правиш работи од пластелин или лего коцки. Зошто не направиш нешто поврзано со денешната лекција, а потоа да ја прераскажеш на некој друг? Не заборавај, ако се вратиш на истата веб страна, можеш да ни испратиш слика од твојата ракотворба. Ке се радуваме да ја видиме. На крајот, ајде сите заедно да пееме за тој чудесен Бог. Забавувајте се, внимавајте на здравието и се гледаме утре во исто време на истото место. Чао!